Поздрав за сите. Сакам сега да позборувам малку за едно прашање, а тоа е односот на Библијата и хомосексуализмот. Зошто зборувам за тоа прашање? Приметив дека во последните 20 на години прашањето на хомосексуализмот, односно противењето, дури понекогаш и омраза кон хомосексуализмот, станува многу важен маркер во идентитетот на црквата. Јас се сеќавам во раните 90-ти години кога почнав да се интересирам за христијанството, толку не се збореше за тоа. Црквата си имаше свој дистинктивен идентитет, но омраза кон хомосексуалците или противењето на хомосексуализмот како грев опишан во Библијата не беше толку важен. Тоа посебно почна да се јавува од 2000 години натаму и има причина зошто, но прво почна да се јавува кај протестантските цркви, посебно од по-фундаменталистичката и евангелска провиденција во Америка, и од таму преку нивните мисионери почна да се шири во Латинска Америка, во Африка, па дури доаѓа и во Европа и кај нас на Балканот. Кај нас не зборат толку против хомосексуализмот, но кога ќе ги буцнеш, кога ќе ги прашаш, ќе си кажат отворено, Библијата не поддржува, односно е против хомосексуализмот и хомосексуализмот е грев. Јасно има текстови што зборат за тоа. Сега, тука ми се тие мене две прашања за кои би сакал да зборам, накратко, нема да гневам многу. Прво, дали Библијата навистина го осудува хомосексуализмот онака како што го знаеме денеска, како сексуална ориентација и идентитет? И второ, колку има стихови? Значи, ако се збори за тоа, ако станува важно, сигурно многу се збори за тоа. Кои се стиховите и што уствари тие стихови сакаат да кажат? На крај ќе додам еден мал бонус и тоа ќе се однесува посебно на оние мои христијански пријатели што нема да се сложат со ова што ќе го кажам и мислам дека ќе биде важно да го послушаат тоа, но сега првин да видиме дали Библијата осудува хомосексуализам онака како ние што го разбираме. Би сакал прво да го појаснам тоа што е, што мислам тука. Значи, кога бевме ние деца мали, мислам не мали деца, него пубертет. И хидеш и ќе видиш некоја личност со спротивниот пол, па ќе се заљубиш и убаво ти е, па те боли стомак, па се нервираш под трема, стрес, доаѓаш дома само на мислиш на таа личност, па те зедат од школа, ти се свиѓа оно и она, ово, оно, вако, онака. Значи, зборам за љубеност која се појавува така природно. Постојат луѓе, постоеле меѓу нас, на коим се случува истото тоа, потполно исто. Само не се заљубуваат во личност од спротивниот пол, туку од истиот пол. Сега не мора да го кријат тоа, пошто ќе ги зезаат, ќе ги малтретираат, но тоа се случува и тоа е за нив природна работа. Дори јас сум слушал луѓе викаат: Игор, ја не сакам тоа, пошто ме малтретираат се. Значи, ја би сакал, човек ми кажува, маш би сакал ја девојче да си не можам, значи ме тера се заљубам во маж. И што да правим се? Значи, кога зборуваме за хомосексуализам, сега веќе имаме една дефиниција на цел сексуален, значи идентитет, ориентација. И тоа разбирање е релативно ново. Почнува крај на 18-19 век, тога првпат се формира тој збор хомосексуализам како начин на живот и на ориентација. Така да, кога зборуваме дали Библијата одобрува или не одобрува хомосексуализам, Библијата уопште не ни знае што е тоа хомосексуализам. Тоа ти исто кога да прашаш дали Библијата би ми предложила да купам кола на бензин, на дизел или на струја. Или да прашам Библијата дали да вдомам мачка или куче или тигар. Библијата не зборува за тоа. Библијата зборува за сексуален чин и за страст. Но Библијата не зборува кога некој, значи двајца луѓе од ист пол ќе се заљубат, па се нашле во некоја средина која им гале кој се кого се љуби, не малтретира никого. И тие луѓе си имаат здрава заедница еден со друг, се сакаат, се почитуваат и си живеат заедно до крајот на животот. Библијата за тоа не знае апсолутно ништо. Но, ајде да ги погледаме сега текстовите. Во Стариот Завет има околу од 23 до 25.000 стихови во Стариот Завет.
Значи, во зависност од тоа дали се има апокрифи или нема, Библијата има 23 до 25.000 стихови, 25.000. Од тие 25.000 само 5-6 комада зборат за хомосексуални чинови, односи. И што е многу интересно, зборат само за мажи, за жени нема. Лесбијството воопште не е спомната нити осудено. Така да не можеме да збориме за некоја хомосексуалност. И текстовите отприлика одат вака. Најчесто се јавуваат во Левитската книга, што ја знаат луѓето како Трета Мојсиева, и вика вака: ако маж легне со друг маж како со жена, тогаш тоа е гнасно кај Господ, на Господ е гнасна таа работа и треба луѓето да се убијат. Значи, не се зборува дали е греф или не, само вика дека ако легне еден маж со друг како со жена, дека тоа е гнасно и треба да се убијат. Сега многу интересен тој збор гнасно. Што значи тоа гнасно пред Господ? Кога рече другото гнасно, тоа е сигурно нешто страшно. Не. Еве, на други места како тој збор се користи. Тој еврејскиот збор тоева и тоа значи гнасно му е. Значи, на Господ му е исто гнасно, им рекол на евреите да не јадат школки и да не јадат јаголи. Им рекол, може треба да речат и пача да не јадат и оние цревана, и тоа е доста гнасно. Али тоа е гнасно. Значи, ми е гнас. Као што кога гледаш хорор филмови, па крвови раци и ова шетаат на секаде, па ти е гнасно. На Господ му се и други работи гнасни, и ова е исто важно. Вика, жената кога се облекува као маж, и тоа ми е гнасно и не ја решете. Или вика, гнасно ми е исто кога муѓето со бизниси. Се пази што е интересна работа овде. Сите овие закони што му се гнасни на Господ, денеска веќе не важат. Христијаните го прашаат и речат: не може да јадеш, нема више забрани за свинско, за риби, за школки, за не, тоа не важи више. Тоа не важи. Она со бизнисот не важи, со жената не важи. Само мажот ако легне со маж не важи. Од кај тоа искочи таа работа? Башка, што значи тој текст? Господ вика маж да не легне со маж како со жена, бидејќи другите народи го прават тоа. Очигледно тоа е еден текст кој бара чистотија некако да не бидат како другите. Значи, бара културолошка чистотија и бара родова чистотија. Бидејќи вика, кога читав, кога истражував на времето, читав некои други текстови од древниот Блиски Исток, значи од тоа време, и вика, кога мажот и жената имаат сексуален однос, жената не сме да биде одзгора. Жената не сме да биде над мажот. Секогаш и при секс мажот треба да е горе, а жената доле. Што значи тука се зборува повеќе за култура и за родови односи, значи да се воспостави една култура и еден однос, отколку за некој грев што Господ рекол демек тоа е грев. Тоа го зборува Стариот Завет и толку се текстовите. Има што некој што се спомнува, али овие се главните текстови. Маж да деле со маж како со жена. И тоа е јасно културна кршење на културна норма и чистотија. И родова норма и чистотија. Во Новиот Завет има околу 8.000 текстови и па Новиот Завет има 3-4 комада што зборат за тоа. Само еден од нив спомнува маж и жена. И обично тоа се текстовите на апостолот Павле што ги пишал на луѓе кои живеат во Рим и во Корин, значи грчко-римска култура. Апостолот Павле им вика: знам дека таму има луѓе, они тоа се вика паганштини, пагански работи, и таму робовладетели спијат со нивните робови, па дури ако се млади деца, по нивните храмови таму има проституција, па има и нормален секс, условно кажано, и има и секс што апостол Павле го вика неприроден. Значи го користи зборот физис таму, физика, од кај што доаѓа нашиот збор од грчки. Значи тој е неприроден и тој е поврзан со паганштина. И Павле дури вика, пошто не го познаа овој Господ нашиот, се опуштија во страстите нивни. Значи, па не зборува Павле за некој однос љубовен, хомосексуален меѓу две жени или меѓу два мажи, што ќе трае, што ќе има почит и љубов. Не, него зборува за страсти. Така да, Библијата врска нема
со осудување на хомосексуализмот како ориентација и како збир на двајца луѓе што се почитуваат и сакаат еден со друг. Значи нема врска со тоа. Сега сакам да зборувам малку за бонусот. Ајде речеме дека лажам ја, дека нема врска ово. Дека Библијата го осудува хомосексуализмот. Зошто сме запнали ние да малтретираме одредена група луѓе? Што толку ни е нас тоа важно? Ние можеме на тој текст да му речеме мрш, ој си од тука. Значи, ние можеме да преговараме со тој текст. И обично тоа е тумачење, одnosno херменеутика на текстот. Кога ти преговараш со текстот и добиваш значење, значи тоа е некоја когнитивно лингвистичка како да речем, некој дел кој од текстот се преврла кај тебе во твојот разум. Сега, зошто да го земам ја овој текст за да мразам или да шиканираме на друга група луѓе? Христијаните веќе земале еден текст, рекле денеска тој текст не чини, бидејќи денешната култура е поинаква, и го отфрлиле. Значи, вие веќе имате алатки и имате пат во мозокот да го отфрлите и овој текст. Зашто зборувам? Сите ви јасно, гледам и тоа е една од најголемите критики, Библијата јасно поддржува робство. Значи, јасно. Стариот завет посебно кажува како да им купиш роб, со евреите како се поnašаш кога се робови, со неевреи како да бидат робови, како да ги префрлиш на синти, можеш да некој евреј може за 7 години да ги пуштиш, арном ако им даеш жена и ако жената роди дете, онда ти ги задржуваш како робови, само мажот го пушташ. Значи има трикови како да го задржиш робот, за да остане кај тебе, пошто што го пуштиш, негова жена му е се уште робиња. Во Новиот завет исто се предложува. Апостол Павле исто зборува. Не знам дали првиот или вториот, ќе збориме за двајцата Павлаци друг пат, но се поддржува робството. Сега ја не верувам дека ни еден христијан, ни еден од вас не би рекол денеска дека робство е добра работа, дека добро е да држиш човек ти или луѓе како имот, да ги купуваш и да ги продаваш, и ако се расипат скршени се, фрли ги у ѓубре, значи утепа ги. Тоа не верувам дека вие би го поддржале. А тоа го пише во Библијата. Кога сте успееле вие да го видите тој текст и да преговарате со него и да му речете се извинувам, ти не, зошто не би можеле истото да го направите и со овој текст? Пише маж, ако легне со маж како со жена, тоа е гнасно. А ако му е на Господ гнасно, нека му е гнасно. У тоа време било таква култура. И се гледало, мажот бил јасно маж, жената била јасно жена, и се зборило само за однос. Сега ние знаеме друго. Сега знаеме дека во природата има животни што се природно хомосексуални. Сега знаеме дека хомосексуализмот е љубовен однос и однос на почитување помеѓу двајца луѓе од ист пол. Сега гледаме некои други работи. Така да веќе имаме можност, како што сме направиле со текстовите за родството, да направиме и овие текстови. Иако јас мислам дека фер објасним дека Библијата уопште не ни зборува за хомосексуализам. Но и да зборува, размислете. Зошто е потребно да се маргинализира една група луѓе ради 4-5 текстови кои не ни го кажуваат тоа што ние мислиме, а може би и сакаме да го кажат? Ќе ви видим многу подобро.